Дел од децата сакаат да бидат слаткари. Да им објасниме што значи тоа слаткарство, кои се работните задачи на еден слаткар, како и кои се опасностите од оваа професија. Слаткарство е професија која најчесто се поврзува со храна која во себе содржи големо количество шеќер. Кога спомнуваме шеќер, нашиот мозок прво размислува за вкусните чоколади и различните видови бомбони. Но, да не заборавиме дека слаткарите произведуваат и разни видови торти, ситни колачи, како и специјални бели печива. Но каде се прави сето тоа и каде работат овие професионалци слаткари? Слаткарите може да работат во кујните на пекари, на разни видови фабрики за подготовка на слатки, во слаткарници, ресторани. Кујните се опремени со различни видови електрични апарати од типот на електрични шпорети, миксери, микробранови печки и слично. Кујните исто така се опремени и со различни видови садови, тенџериња, чинии, тави, лажици, маталки, со шприцови за декорирање, калапи со форми, како и чинии за послужување и пакување. И сето тоа се алатки кои слаткарите мора да научат да ги користат. Освен што мора да научат да ги користат алатките, еден слаткар мора да научи да подготвува и следи рецепти за различни јадења. Одговорен е за декорирање торти и колачи. Закупување состојки за рецептите. Мерење, мешање и претурање на состојките. И најважно од се, одржување на материјалите за работа и хигиената во кујната. Бидејќи рековме дека кујните се опремени со различни видови алатки, електрични апарати, слаткарите мора да научат за опасностите од професијата. Еден слаткар, доколку не знае да работи со алатките, може да се повреди себе си или другите во кујната. Може да предизвика пожар, а може и да добие болки во нозете. Останува да го слушнете неколку пати видеото и да се одлучите дали би сакале да завршите соодветно образование за слаткар или ќе не следите на нашата веб страна за да дознаете нешто повеќе и за другите професии.